Струга знае и не заборава дека во 2004 година режисерот кој што ја кроеше судбината на народот се викаше Бранко Црвенковски. Струга знае и не заборава дека главната улога во тој филм, во таа режија, со поигрувањето на судбината на Стружани, ја доби Стево Пендаровски. Тој ја играше главната улога и тој го стави својот подпис и печат на прекројувањето по етничка и по политичка линија. Стево Пендаровски заедно со Црвенковски ја продаде Струга само за 5 години мандат на еден човек кој што беше за жал председател на државата. И во својата изборна кампања Пендаровски тврдеше дека негова цел е да ја врати моќта на народот, да ја врати моќта кај граѓаните. Господине Пендаровски, моќта е тука, моќта е во народот. Вчера вие видовте каде е моќта. Струга гласаше за Иванов, Македонија гласаше за председателот Иванов. Ова се едни од најважните избори за Македонија. На 27 април ќе гласате каква Македонија сакате. Во каква Македонија сакате да живеете вие и вашите деца. На 27 април вие одлучувате. Ве повикувам да гласате. Направете ја вистинската одлука. Затоа излезете и гласајте. Да го задржиме и да го засилиме темпото на развојот, на перманентни реформи, на работата за доброто на сите граѓани. Повеќе пати нагласив. Денес успешноста на политиката се мери по бројот на отворени нови работни места. Вчера го дадовте гласот за таква политика. Политика на илјадници проекти и десетици илјади нови работни места. Излезете и покажете дека Струга е цврст темел на Македонија. Дека Македонија е цврсто втемелена во Струга. Државата ни е пред се. Македонија ни е пред се. Извојувавме голема победа во првиот круг. Покажавме дека има разлика. Вчера сите се радувавме, но денес продолжуваме. Продолжуваме за парламентарните и за вториот круг на председателските избори за 2 недели. На еден чекор сме до двојна победа, но мора да продолжиме. Мораме да го завршиме започнатото. Немојте да мислите дека Македонија може и без вашиот глас. Дека има доволно избирачи. Немојте да се залажувате дека еден глас повеќе или помалку не прави разлика. Секој глас прави разлика. 2 недели брзо ќе поминат. Продолжуваме со исто забрзано темпо. Секој глас е важен. Секој глас се брои. Ве повикувам да гласате за да направиме разлика. Ве повикувам да гласате за да ја зголемиме разликата. Да живее Струга, да сте живи и здрави. На 27 април да славиме двојна победа. Победа за Македонија. Драги пријатели, вчера во Македонија имаше избор. Вчера ја видовме најреалната од сите анкети во Република Македонија, во која што мнозинството, убедливото мнозинство граѓани ја даде поддршката на кандидатот на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, сегашниот и иден председател на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов. И драги пријатели, на сето тоа, наместо доблесно да се изреде, да се честита, да се признае пораз и да се каже дека од сето тоа ќе се извлечат поуки за војнина, ние вчера имавме едно срамно излегување на Зоран Заев,
кој што во стилот на неговиот идол и се уште неформален шеф Бранко Црвенковски го кажа истото што го кажуваше и Бранко преходно на преходните избори, само со различни зборови и со различен вокабулар. Тој повторно вината не ја најде кај себе и кај неговата политичка гарнитура. Вината не е никаде кај нив, во нивните редови. Вината е само на друго место. Па вината ја најде и кај народот и кај нас, како да ние сме му криви, што мнозинството граѓани не им веруваат, затоа што и во оваа кампања ги лажеа и ги манипулираа. Постојано овде низ градовите и велеа дека се промениле, само затоа што ја промениле бојата од плава лилјакова. Се обидуваа да ги украдат нашите поранешни слогани за промени и првиот слоган што јас го имав кога станав претседател на ВМРО ДПМН е нов почеток. Меѓутоа, само со слогани и со боја не може да се испрати вистинската порака. Го гледам Зоран Заев, повторно е неискрен со луѓето. На некои места го фали Бранко Црвенковски до безсвест. Го величи до небо. На други места па вика се променивме, не сме веќе како тие пред тоа. А кои са тие пред тоа? Бранко, кој што завчера во некоја друга општина го утепал од фалење и кажал дека приватизацијата што ја направи Бранко е најдоброто нешто што можеше да се направи во тој период. Она со отпуштени 200.000 луѓе од работа и со приграбен капитал од 5 милиарди евра за символични суми. Тоа е таа неискреност. Зоран Заев во оваа кампања сакаше да му се допадне и на Бранко и на народот. Народот тоа го препозна и му даде црвен картон уште во прво полувреме. Тоа е разликата. Гледам дека мислел, ноќеска мислил што да прави, што да каже и денеска пресконференција. Ај викаме да видиме што ново ќе кажи овчера. И гледам две работи. Првата па истата песна, истиот филм овчера, слобода, демократија, нема, има. Втората точка, вика сега јас на вас ќе ви покажам, на народот му сопај. Сега ќе ви покажам и ќе ги разобличам кои се и што се овие, најавувајќи црна кампања против нас, против мене, против Ѓорги, против Антонио, против сите носители на листа, против раководството на ВМРО. Демек, од утре ќе почнел негативна, црна, клеветничка кампања, во која што ќе ни измислува афери, ќе ни лепи етикети, како да народот вчера не сретнал и вчера не запознал. И сега во овие 10 дена што престануваат 11, Зоран Заев ќе го разубедува и ќе не представува нас како најцрно можни луѓе во оваа земја. Навистина, драги пријатели, непоимливо е. Тој уште од сега, кога е далеку од подршка за премиер, покажува невидена ароганција. Ароганција што ќе му донесе уште потежок пораз во вториот круг. Пред една година од прилика дојдов во Охрид и се договоривме со градоначалникот кој што само што беше избран пред месец-два да се видиме. Имавме долг разговор на само две точки. Едната точка му беше во каква ситуација е затегна општината. И можам да кажам, со таков наследен долг човекот одлично се справува до сега. Втората точка беше за луѓето во Охрид. Го гледав како искрено ми зборува за тоа колку сиромашни луѓе има во Охрид, колку невработени луѓе има, колку е важно да им се помогне. Мораме да најдеме начин да им помогнеме. Мора некако да се најдат фирми тука во Охрид да дојдат, во Охридско-Струшкиот регион да вработат луѓе, да се отворат нови работни места. Потоа ги собрав луѓето од нашиот тим. И побарав од луѓето во мојот тим да вложат двојни напор во убедување на компании да дојдат тука. И не мислев дека толку брзо ќе успееме. Но еве го, фала му на Бог. Две компании објавија дека ќе инвестираат во регионот Охрид-Струга. Едната ќе вработи 800, втората 1000 луѓе, вкупно 1800 нови работни места за Охридско-Струшкиот регион. Драги пријатели, во новата програма размислуваме да најдеме начин од следната година
Не само што се отворија нови ефтини авиолинии за Скопје, да почнаа да се отвораат и за Охрид. И првата дестинација да биде Лондон, затоа што таму секогаш доаѓаат многу туристи на сите места, па зошто да ги нема и во Република Македонија и во Охрид овдека. Предвидовме и целосна реконструкција на специјалната болница Свети Еразмо во Охрид, доградба на старата болничка зграда, реновирање на операционите сали и реорганизирање на постојните оделенија, се со цел пациентите да добијат што подобри здравствени услуги. Ветуваме изградба на 3 училишни спортски сали во Охрид. Предвидуваме санација и реконструкција на пристаништата и пристапните платформи во населените места Пештани, Трапејица и Свети Наум. Се работи мастер план за развој на ски центар во Националниот парк Галичица. Планираме градба на експресен пат 4 ленти помеѓу Охрид и Пештани. Планираме да се заврши градбата на комплексот кај Плаошник. Наскоро очекуваме во Охрид да почне градба на прв хотел со 5 звезди и прв хотел кој ќе биде дел од меѓународен ланец. Наскоро почнува градбата на технолошко-индустријската развојна зона Струга Охрид. Зоната уште не почнува да се гради, а веќе 2 компании објавија дека во таа зона ќе изградат своји фабрики, своји капацитети. Се сеќавам 2006 година, кога доаѓавме на власт пред да дојдеме, го побарав Антонио Милошевски по телефон во Германија. Побарав од него, ако може, да ги стави во умерување докторските студии. Тој таму магистрираше и почна докторски. И да дојде, да ми помогне мене, на партијата и на државата. 5 години беше министер за надворешни работи. Даде се од себе да ја промовира Македонија и интересите на македонскиот народ и на сите граѓани во Македонија. И успешно го правеше тоа. Истото продолжи да го прави преку парламентот. Тој ја заслужува вашата подршка. На 27 ве повикувам масовно. Потребни ни се 62 пратеника. Ако некој доскоро се сомневаше кој ќе победи, сега веќе е јасно. Ако некој доскоро се сомневаше колкава ќе е разликата и дали воопшто имаме шанси за 62 пратеника, сега е јасно дека малку ни фали. Ни фали малку повеќе енергија од оние кои не излегоа да гласаат, оние кои се колебаат, оние кои што можеби еве нешто ги разочарало, можеби некоја наша грешка, можеби некој неостварен нивни план. Малку ни треба повеќе да дојдеме до 62 места, да не уценува ДУИ, да не ни бара промени на устави, да не ни бара да го одземаме правото на граѓанинот, да ДУИ бира председател, а не граѓанинот, да не тера, односно да не уценува да ни цела Македонија со сила секој да учи албански јазик и да имало двојазичност на цела територија. Пак ќе кажам, јас немам ништо против албанскиот јазик. Секој јазик е богатство за секој човек. И секој кој сака и има време и можности да го научи, нема ништо лошо. Ама да ги тера со сила цел народ, тоа е радикално барање. И овој народ, овие граѓани, оние кои што се уште се колебаат, треба да ни ја дадат поддршката да ставиме крај на овие радикални барања на ДУИ. Ни треба малку само малку ни треба енергија повеќе. Ни треба повеќе енергија и од Охрид. И во Охрид има некои што се колебаат, што не излегува. Дајте сите заедно да се фокусираме на најмокната политичка гарнитура, на најсилниот економски тим во Македонија, на најквалитетната програма во Македонија, да ја дадеме поддршката. Од темнина до светлина, од солзите до насмевка, од зборовите до делата, има разлика. Заокружи број 5 и гласај за 2046 нови проекти, кои што докажано се реализираат. Проверено. Нова изборна програма на ВМРО ДПМН. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш.